1 јули 2014 година. – 1535 година британскиот филозоф и државник Сер Томас Мор е осуден на смрт поради велепредавство, откако одби да положи заклетва за верност на кралот Хенри VIII. Во 1804 година во Париз е роден Жорж Санд, вистинското име е Орора Дипен, француска писателка чии собрани дела опфаќаат 100 томови. Таа беше борец за еманципација на жените и голем критичар на хипокризијата во тогашното општество. Пишуваше сентиментални и социјални романи и раскази за селото. Умре на 8 јуни 1876 година. 1860 година умре американскиот пронаоѓач Чарлс Гуџер, кој во 1839 година го откри процесот на вулканизација на каучукот, со што се придонесе за побрз развој на индустријата на гумата, особено во производството на гумите за автомобили. 1871 година Рим стана престолнина на обединета Италија. – 1872 година умре францускиот инженер и пилот Луи Блерио, пионер на воздухопловството, кој во 1909 година прв со авион го прелета Ла-Манш. Во Првата светска војна произведуваше авиони за француско воено воздухопловство, кои беа меѓу најуспешните во тоа време. – 1902 година роден е американскиот филмски режисер од германско потекло Вилијам Вајлер, чии филмови се одликуваат со стилска перфекција. Добитник е на Оскар за филмовите Господја Минивер, Берн Хур, најубавите години на нашиот живот, останати филмови, Оркански висови, Мали лисици, Како да се украдат $1.000.000, Наследничка, детективски приказни, Кри, Празник во Рим, Пријателско убедување. – 1931 година родена е американската филмска актерка од француско потекло Лесли Карон. Филмови Американец во Париз, Жижи, Лили и Фани. – 1961 година родена е Диана Спенсер, идната сопруга на британскиот престолонаследник, принцот Чарлс и принцеза од Велс. – 1993 година Малезија ја призна Република Македонија. Во 1993 година македонските железници станаа рамноправна членка на Меѓународната унија на железниците. – 1994 година, по 27 години прогонство, палестинскиот лидер Јасер Арафат го направи своето историско враќање во Газа. – 2004 година, соборениот ирачки претседател Садам Хусеин за прв пат се појави пред судот во кој му беше прочитано обвинувањето за злосторствата против ирачкиот народ. Тоа беше првото Садамово појавување во јавноста по 7 месеци поминати во затвор. – 2014
2013 година Хрватска стана 28-та членка на Европската Унија, 22 години по прогласувањето на нејзината независност од поранешна Југославија. Хрватска е втората поранешна Југословенска република која стана членка на Унијата по Словенија, која се приклучи кон блокот во 2004 година. Хрватска поднесе барање за членство во Европската Унија во 2003 година, а официјален статус на кандидат доби во 2004 година. Преговорите за членство ги започна во октомври 2005 година, а тие завршија во 2011 година со подпишување на договорот во Брисел. Ратификацијата на овој договор од страна на 27 земји членки заврши во март оваа година.